Мој ДДВ нема да се укине. Децидна е денеска министерката за финансии Гордона Димитриевска-Кочовска, одговорајќи на новинарско прашање, а како рефлексија на изјавата на директорката на УЈП Елена Петрова дека оваа владина мерка ја чини владата квартално 14,5 милиони евра, за во просек околу 502.000 корисници. Не, апсолутно. Јас вчера нешто послушнав на крајот од денот, бидејќи целиот ден бевме оптоварени со ова што сметам дека е еден од најголемите предизвици на државата и немав прилика и да ја слушнам директорката, бидејќи како некаков извештај или некаква информација да добиеме во Министерството за финансии до овој момент нема, ниту пак сме разговарале воопшто на тема дека ќе го менуваме законот или воопшто ќе дискутираме околу мој ДДВ, така што не можам да кажам дека ќе има било какви промени. Туку напротив, сето останува како што беше и до сега. Димитриевска-Кочовска најави дека на две рати, започнувајќи од март годинава и март следната година, државата ќе ги исплати парите на компаниите по основа на солидарниот данок. Конечните листи се направени. Најголемиот дел од компаниите се согласија враќањето на солидарниот данок да биде на две рати, тоа е март 2026 и март 2027 година. Образците се подготвени, спремени, управата за јавни приходи, сето тоа во најкраток рок треба да го објави на нивната страна, така што очекувам, еве го март, за отприлика негде 2 месеци, така што првиот дел или првата половина од износот на солидарниот данок, веќе компаниите во месец март ќе го добијат настап. На денешната средба со новинарите, Министерката за финансии ги образложи деталите за успешната аукција на 10-та поред издадена еврообврзница. Со средствата обезбедени преку оваа еврообврзница, предвидена во буџетот за оваа година, ќе се изврши навремена исплата на еврообврзницата издадена во 2020 година во износ од 700 милиони евра, а останатите средства ќе бидат насочени кон финансирање на буџетскиот дефицит и реализација на развојни проекти од суштинско значење за економскиот раст, дополни Димитриевска-Кочовска.